Моето име е Јосиф Дамјанов и ова е рубриката Прашања и одговори. Секој од вас кој што го интересира да постави прашање и да му дадеме одговор на тоа што можеби му е дилема или некој негов интерес во делот на активниот животен стил или исхраната, може да го направи користејќи го хаштагот AskJosif или може да го направи истото користејќи ги моите профили и директните пораки во инбокс, а се разбира и можете да го направите тоа преку телефонските броеви на телевизија Телма. Доаѓа од Моли, кој што прашува: често знам да слушнам за добри и лоши масти. Што всушност значи тоа и како да знам кој е кој? Моли, ја не би ги поделил мастите црно-бело на добри или лоши. Она што генерално е таа поделба и ти што ја слушаш, добрите масти практично се класифицираат како добри и во таа класа на масти спаѓаат ете омега-3, мононезаситени масти, како лоши масти се ги класифицираат заситените и трансмастите, но пак ја не би ги поделил така црно-бело од проста причина што заситените масти не се сами по себе лоши. Значи, неопходни се во нашето тело и во процесите кои што се одвиваат, но она што е факт е дека балансот на заситени масти наспроти незаситени и мононезаситени не е баш балансиран, а тоа во превод значи и статистики кои што имам гледано е дека особено на овие поднебја, особено да речеме на нашево поднебје кај што немаме допир со море, кај што можеби како деца не сме били изложени толку на морска храна и не ни била подготвувана, знаеме да внесуваме 20 пати повеќе заситени масти наспроти незаситени масти и тој дисбаланс практично е лош, но самите заситени масти не се самите по себе лоши. Нормално е дека треба можеби човек да подкрене рачно и да го ограничи внесот. Тие најмногу се наоѓаат во храната од животинско потекло, значи месото и млечните производи најмногу, затоа можеби е малку добро да намали со внесот на заситени масти, за сметка на тоа да зголеми со мононезаситени и омега-3. Исто така, тоа значи да внесуваш повеќе јатки во исхраната, да внесуваш повеќе, не знам, семиња од типот ленено семе, чија семе, да внесуваш повеќе морска храна и кога сме тука за да внесеш доволно омега-3 и особено ЕПА и ДХ, оние неопходни есенцијални масни киселини, ја би те советувал и да размислуваш и на додаток во исхрана омега-3, затоа што пак ќе речам, нашето поднебје има проблем со тоа. Најлоши, односно убиец масти се трансмастите. Тие индустријата ги прави на процес на хидрогенизација, односно од vegetable, односно од зеленчукови масла, произведува тврди масти кои што играат улога на заситени масти, се користат многу во кондиторската индустрија за да производите кои што ти ги гледаш на рафт имаат долго траење, но тие се стварно убиец масти, се премногу лоши, многу научни студии велат дека се одлична подлога за создавање на канцер, така да гледај што помалку процесирана храна да внесуваш и со тоа да изфрлуваш внес на незаситени, односно извини на трансмасти.